Беше тоа на 20 февруари 1790 година, кога е роден Даскал Камче, македонскиот учител, просветител, преродбеник. Се образувал самоуко, бидејќи имал голем афинитет кон пишаниот збор и образованието. Во 1830 година го отворил првото световно училиште во Тиквешијата во селото Ваташа. Додека престојувал на Света Гора, го напишал краток опис на 20 светогорски манастири. Со подршка на богатиот кавадарешки трговец Јовко Марков, во 1838 година ја отворил првата печатница во Македонија. Се предпоставува дека во ваташката печатница на Даскал Камче била отпечатена таблица Перваја на Јордан Хаджи Константинов Джинот, како и книгата Служение еврејско. Даскал Камче починал во 1855 година. На 20 февруари 1898 година во Софија од најмени терористи е убиен Димитар Васил Македонски, македонски преродбеник, учебникар и адвокат. Роден е во селото Емборје, Кајларско во 1847 година. Беше тоа на 20 февруари 1908 година, кога кај селото Долна Римница Петричко во борба против турската војска загина Мануш Георгиев Турновски, македонски револуционер и војвода, член на ВМРО. Роден е во селото Новосело Струмичко во 1880 година. На 20 февруари 1943 година во Скопје, во судар со бугарската полиција, загина Раде Јовчевски Корчагин, народен херој на Македонија. Роден е во Скопје на 14 август 1919 година. Беше тоа на 20 февруари 1949 година, кога е роден Васе Манчев, македонски писател. Бил уредник на списанието Разгледи, а работел и во радио телевизија Скопје. Исто така бил пратеник во Собранието на Република Македонија. Член е на Македонскиот пен центар, а во Друштвото на писателите на Македонија членува од 1980 година. Од 1987 до 1993 година бил директор на Националната библиотека Свети Климен Охридски во Скопје. Добитник е на наградите Рациново признание и наградата Стале Попов. На 20 февруари 1970 година почнала изградбата на големиот мост преку теснецот Босфор, кој денес е прва директна копнена врска меѓу Балканот и Мала Азија. Беше тоа на 20 февруари 1990 година, кога на плоштадот во Скопје се одржа најголемиот протестен митинг во Македонија, присутни околу 150.000 граѓани, на кој се бараше заштита на основните и националните права на македонците во Бугарија, Грција и Албанија. На 20 февруари 2000 година во Скопје умре Игор Маџиров, македонски актер. Тој беше најпознат по улогите во серијалот Во светот на бајките. Меѓу 60 кандидати, режисерот Милчо Манчевски му ја доделил улогата на Естој во најнаградуваниот македонски филм Пред дождот, кандидат за највисоката холивудска филмска награда Оскар. Јавноста го памети Маџиров како актерот со црвена коса, Могли, детето од џунглата, а првата улога како 7-годишно дете ја добил во филмскиот серијал Белото циганче. Представата Убавицата и зверот во театарот за деца и млади беше последна за него, кога својата улога ја одиграл само 8 часа пред неговата смрт. Во театарот за деца и младенци во периодот од 1993 до 2000 година Маџиров одиграл над 500 представи. Роден е во Струмица во 1970 година. Беше тоа на 20 февруари 2016 година, кога почина Лепша Пиперковска, основоположник на македонската пијанистичка педагогија. Првиот јавен настап на пијано го имала на 8-годишна возраст. Како Лепша Бојаджиева завршила средна музичка школа во Скопје, а дипломирала на Музичката академија во Белград. Лепша Пиперковска е автор на 8 учебници за наставата по пијано на повеќе стручни трудови од областа на пијанистичката педагогија, теорија и практика.
Лепша Пиперковска е родена на 1 ноември 1932 година во Скопје. Февруари е меѓународен ден на мајчиниот јазик, ден на кој се одбележува мајчиниот јазик во сите земји. Во 2000 година овој датум е промовиран како ден на лингвистичка и културна разновидност и повеќејазичност.